Четвртина век, 25 години, една емисија, еден човек, еден народен глас. Гласот на народот со Слободан Томич. Клучот на демократијата се претвора во документ на времето, во двотомниот зборник на македонската демократија. Прв том, интервјуа, гласот од народот, директно, без шминка, без цензура. Вистини што допираат. Втор том, колумни, зборови што оставаат трага, мисли што годемнат молко тија бранат слободата. Човек со човек, народ со народ, интеракција низ четвртина век. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Во живо. Телевизиска промоција на двотомното издание. Гласот на народот, клучот на демократијата. Петок, 23 мај 2025 година во 21 часот. Премиера на Вистел, вистинска телевизија. Со авторот и новинарот Слободан Томич и рецензентите амбасадор доктор Зоран Дабич и Тодор Петров. Не е само книга, не е само емисија. Ова е зборникот на македонската демократија. Ова е историја во живо. Петок, 23 мај во 21 часот на телевизија Вистел. Добро вечер и добро дојдовте. Пред 25 години го запаливме првото светло. Тоа не беше светло од студио, туку светло од надеж, дека народот ќе проговори и ќе биде чуен. Ја нареков оваа трибина гласот на народот, клучот на демократијата, затоа што верував дека секој народ си ја заслужува вистината. А вистината не се раѓа во кабинет, туку во гласот што не се плаши да прозбори. Денес стојам овде, не само како новинар, туку и како татко, дедо, македонец, човек кој го изгуби синот, но не го изгуби и заветот. Првиот том од овој зборник му го посветувам токму на мојот син Ѓорги, моето дете, мојата болка, мојата светлина. Вториот на семејството што остана да го чува пламенот. Ова не е само емисија, ова е сведоштво. Документ, завет за сите што верува дека демократијата не е дадена, таа се брани, се гради и се заслужува. И се додека има глас, има народ. Добро дојдовте во емисијата со вистина, со меморија и со иднина. Почитувани, ова е мојот вовец, моето обраќање за вас, бидејќи долго го очекував овој ден, 25 години, четвртина век. Како да се објасни се тоа? Многу искрено тешко. Повеќе падови отколку успеси. Зошто? Никој не ја сака вистината. Никој не го сака гласот на народот. Морам уште ова пред да ги дам моите двајца рецензенти, им благодарам што ќе бидат заедно со нас во овие 60 минути. Мојот татко Станислав, кој навистина многу му благодарам, и мојата мајка Ѓургица, кој навистина дадоа се од себе да еве денеска ова го спомнам, а татко ми велеше: сине, некојаш тоа во 90-тите години, која работев на телевизија, македонска телевизија, и тоаш водев емисија, една од емисиите Глобус, вели: тато, направи една емисија Гласот на народот. Викам: што ти текна? Гласот на народот не е само Божи глас, тоа е срцта на вистината. И верувате или не, се случи. Се случи тоа во 2000 година, заминав за Тајван и се вратив. Немав каде да објавам прекрасна репортажа. Бидејќи тогашниот мој колега беше одговорен за македонска телевизија, а јас бев испратен од господинот Васил Тупурковски, му благодарам за Тајван, кој навистина жалам што неговите сопартици не прашуваат каде е Васил Тупурковски. Заслужува внимание Васил Тупурковски во гласот на народот. И тоа големо. Но јас во друга прилика само ќе замолам неговите сопартици, истомисленици, да се погрижат и да се запрашат каде е Васил Тупурковски и да му посветат внимание. Заминав во Тајван
и се вратив со огромен материјал. И на крајот на криштата дојдов тука во оваа телевизија, на ова место, не во оваа телевизија Амазон, потоа ја нарековме АТВ. И благодарам на основачите на АТВ, господинот Драги Георгиевски, неговата сопруга Марина Георгиевска, еве и наследникот нивни, Ивана Алексова, Моминско-Георгиевска, работи вечерва со нас. Значи, во тие моменти, 2000 година, на 22 токму вчера, на Свети Никола Летен, јас ги поставив фундаментите на гласот на народот. Мораше ова да ви ја кажам во приказка, бидејќи од тогаш до ден денеска сменив 16 телевизии. Знаете зашто? Оти никој не сака, како што реков, да слушне сршта на вистината, гласот на народот. Еве, тоа нека биде само мојот вовед, да им посакам добро вечер и добродојде на моите ценети почитувани соговорници. Тоа е од мојата десна страна. Некој не милува да кажам, јас секогаш на неговата екселенција амбасадор доктор Зоран Дабич и рецензент на моите две книги. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата и голема е чест да се биде рецензент на еден од бардовите на македонското новинарство. Благодарам много од се срце. Почитувани, што да кажам, Тодор Петров, кој исто така еден од главните столбови, задоволство ми да кажам, на гласот на народот, фајтери, двајца бевме во секакви ситуации во кои навистина наидовме на секакви напади, атакувања, дури онака физички напади, во еден, се го спомнем во емисијата, но не подклекнавме. Добро вечер и добро дојде и благодарам Тодоре. Добро вечер, добро најдов. Поздрав до редакцијата на оваа телевизија. Честитки за јубилејот и секако поздрав до слушателите и гледачите на оваа емисија. Само уште 10-15 секунди ќе кажам дека не е лесно 16, да речем 25 години, а во рамките на тоа некаде сте добродојден, некогаш се реков, бевме атакувани во една ситуација. Еве да почнам, ако ми дозволите амбасадоре, токму за еден мал наставно делот на територијалната поделба, бевме во една ортодоксна телевизија на Социјалдемократскиот сојуз во Радовиш. Таа се викаше телевизија Кобра, морам да ја спомнам како телевизија. И каде бевме против територијалната поделба. Меѓу другото бевте вие, господинот Нестор Огинар, починат покојниот, и Зоран Витанов. Немаше 15 минути на емисијата, ни ги случија светлата и камерите. Не исклучија струјата. Струјата, да. За да не се чуе гласот на народот. Меѓутоа, има една исконска вистина. Некои велат, рекоа, народот греши кога е во право. Меѓутоа, вистината е дека народот никогаш не греши. Народот секогаш е во право. Исто како што некои велат, надежта последна умира, не, надежта вечно живее, затоа што животот продолжува. Исто како што и душата, таа никогаш не умира, представува материализирана енергија која се движи во време и простор. Делата кои се пред нас се едно сведоштво за едно минато време во кој сме ставиле длабоки траги. Заедно борејќи се за вистината, за гласот на народот, пред било кој режим во оваа држава, почнувајќи од референдумот за суверена и самостојна држава, патувајќи и шетајќи низ цела Македонија, референдумот за територијалната организација, чиј иницијатор и организатор беше Светскиот македонски конгрес. Да, имаше инциденти, згоди и незгоди, меѓутоа борбата продолжува до победа и слобода на Македонија и македонскиот народ. Амбасадоре, сведоци сме дека сте еден од ретките амбасадори кои се нашол на браникот на државата во најнезгодни ситуации времења за Република Македонија. Од зачленувањето во НАТО, од подготовката на документот за стратешко партнерство со Соединените Американски држави. Со еден збор, бевте и еве, сведоци сме и учесник во токму моите емисии минатата година, кога
Толку му дадовте несебичен придонес со големиот известувач за Македонија, госпоѓата Дорис Пак, каде стоички, машки и дипломатски застанавте да го одбраните националниот трезор на Македонија. Тоа, јас сум кариерен дипломат, што викаат, и мислам дека тоа сето спаѓа во некои, да речеме, должности на еден добар дипломат и човек кој си ја сака својата земја. Нема тука ништо тешко, потребна е комуникативност, потребна е, се разбира како прв чекор образование, соодветно, но и начин како да најдете заеднички именител со соговорниците. Јас како релативно млад дипломат добив задача од тогашниот министер Антонио Милошовски во тоа време, млад не по години, туку млад по стаж јас. И добив задача да го договорам текстот на стратешкиот договор со Соединетите Американски држави и во една размена која, да речеме, траеше околу месец дена со мојот колега од Стейт Департмент од другата страна, направивме драфт, тој драфт потоа го покажувавме на своите шефови, се доградуваше, се намалуваше, се зголемуваше, се профилираше и дојдовме на крај до договорот кој навистина беше голем исчекор за Македонија и за, ја би рекол, и кредибилитетот на државата на меѓународната политичка сцена, со кој можеме да се гордееме и ден денес со можеби најмокната земја на светот. Ќе имате уште едно подпрашање, господин Петров, исто и вам ќе ви поставам прашање околу вашите активности како председател на Светски македонски конгрес. Не беше лесно, јас се согласувам со сите ваши активности и сите ваши атакувања од сите политичките провиденци кои не прифаќат Македонија како реалност, како вистина, како Божи закон, Божие правило, дека навистина ова тло е избрано од Бога. Ја бака по религиозно тоа го кажам, меѓутоа не случајно, го спомнам бидејќи вие бевте повеќе пати во ситуација која му рековте не дури и на председателот на државата, и на премиерот, и на министрите, бидејќи имавте ваш став, цврст став за Македонија. На што се должи тоа? Светскиот македонски конгрес се појави, го возобновивме на политичката сцена во Македонија во предвечерието на дисолуцијата на поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија со исконското барање за суверена и самостојна држава Македонија. Се разбира, бевме под притисок и до ден денес се уште сме, затоа што македонското прашање се уште не е решено. Почнувајќи од Балканските војни во 1912-1913 година, Букурешкиот договор, во тоа време така наречен мировен договор, од 10 август 1913 година во Букурешт, не го решава, туку е со намера трајно да го затвори македонското прашање. Македонија како тема повторно реинкарнира на Берлинскиот конгрес, предходно. Тоа е и поводот во член 23 за автономија на Македонија за Балканските војни 1912 и 13 година, балканските држави да ја ослободат од отоманската окупација во 12-та, за да 1913 повторно ја поделат меѓу себе. Културата и историјата на Македонија е инкорпорирана во културата и историјата на државите на територијата на Македонија. И затоа реинкарнацијата на македонската тема и темата Македонија после дисолуцијата на поранешна СФРЈ анимира агресија кај сите околу нас, затоа што се појави на површина прашањето што ќе остане од нашата култура и историја ако некој во оваа држава Македонија прогласи ексклузивно право врз културата и историјата на Македонија. А вистината е дека империјата Македонија не може да се субституира во Републиката Македонија. И затоа ние велиме дека сите имаат дел од културно-историското наследство и сите полагаат право, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната геополитика.
Светскиот македонски конгрес практично ја врати античката историја на Македонија, го предложи 16-зрачното златно шолто сонце како символ на империјата за символ на државното знаме на државата Македонија. Предлагач беше тогаш независниот пратеник Тодор Петров, јас како председател на Светскиот македонски конгрес, и бевме во сите предизвици и искушенија околу темата Македонија и државноста на македонскиот народ, државноста на Македонија во сите овие изминати 30 години. Така. Апропо сите овие теми, нормално ги обработиме овие 25 години, што ми е предизвик и ви благодарам, господин Петров. Амбасадоре, денеска јас не одам у ретроспектива, тоа че имаме можност јас исто да кажам како еден временски, еден тайм драйв, еден времеплов како што се случува во рамките на раѓањето и растењето на гласот на народот. Но еве денеска сведоци сме на нова ситуација, тоа е Европокомисарот за надворешна политика во посета на Македонија, во една посета, да речем, како претходниот Кошта, кој дојде исполнена за план А и план Б. Значи, секојаш Македонија е пред чинот на девалвирање, дерогирање и со непристојни предлози. Интересна изјава даде господинот Кајла. Да. Дипломатите долго време молчаа за Македонија, вклучително и странските амбасадори кај нас, кои не знаеа да ни дадат одговор на нашите аргументи, многу често. Зошто амбасадор? Зошто? Затоа што молкот понекогаш е погромогласен од најсилниот звук. Немаше одговор за нашите, немаше расположение за нашите интереси, за нашите аргументи, нечии туги интереси преовладуваа во даденото време, така да молкот многу кажа. Она што денеска го слушнав преку медиумите, пробуди некоја надеж, морам да речем дека пробуди некоја надеж. Прво, на стандардното прашање во последните денови кој го поставуваме за Украина има план Б, дали има план А за нас, кој Кошта го одговори прилично негативно и тврдо. Еврокомесарката Калас малку поинако, со малку дали подипломатски. Дали тоа реакција на народот, реакција на премиерот? Сигурен сум дека представништвото на Европската Унија добро ја подготвила господјата Калас и дека таа пречувствуваше или знаеше, беше подготвена дека ќе добие такво прашање, бидејќи е логично, нели? Ако имате еден однос према некоја земја кандидат кој е особено поред тоа што е во војна, е во многу како да речам дискутабилна позиција да биде кандидат, а имате кандидати кои исполнуваат најголем број од условите, а немате план Б, е прилично, како да кажам, неубаво за една сериозна организација. Така да таја ќе видиме во деновите што следат, дали тој одговор беше искрен, дека се уште работат на планот А, но доколку се исцрпи, тогаш ќе се премине во следната фаза, што би рекло план Б. Сега, тоа би можело да биде... Ако малце тој план Б, дали тоа значи дека после толку време што Македонија инсистира на гаранции од меѓународната заедница, колку што разбрав, ако исправете ме ако грешам, дека беше стана збор за една билатерална средба помеѓу двајцата председатели на Македонија и Бугарија со посредство на големите сили, Европска Унија и... Токму тоа, што премиерот Мицкоски денеска го изјави, мене ме води на помисла дека можеби планот Б е веќе започнат. Значи, она што го дознавме денеска и што го менува текот на досегашните и преговори, и разговори, како да ги наречеме, е тоа што на следниот самит на НАТО, кој треба да се одржи во Холандија, е предвидена билатерална средба на нашата председателка со бугарскиот председател, меѓутоа на која ќе има и неколку учесници од големи играчи на политичката сцена, како што се Европска Унија, САД и веројатно уште некој. Мене ова како формат, велам, ме потсеќа на некои ситуации во нашето минато, кога имавме подпишување на важни договори.
па имавме, нели, гарантори на такви договори кои стоја позади и така да мене ова од дипломатски аспект веќе почнува да ми заличува дека нешто се случува, дека можеби дури и план Б почнува да функционира, иако не е најавен како таков, бидејќи ние до сега немавме таква ситуација. До сега бевме оставени да преговараме и да разговараме со Бугарија и тоа беше се. Договорете се. Ова веќе покажува растање на некој интерес кај и Европската Унија и нашите стратешки партнери, би рекол и САД и од скоро Обединетото кралство. Токму тоа и голем предизвик со тоа што создава големи противречности кај опозицијата, но ќе ми дозволите, ако можам да кажам, го спомнавте договорот под покровителство на големите сили. Ако смеам, бидејќи сепак ова е... Има повеќе, не е само еден. И ова е и пригодна емисија апропо и гласот И рамковниот. Да. Ако ми дозволите, јас имав таа можност токму да направам еден исчекор како новинар, ако ми сепак ќе ми дозволите двајцата, бидејќи сте рецензенти на моите две книги, токму пред подпишувањето на Интермакордот во 95-та година од господин Сайрус Венс. Тоа што беше задоволство да го спомнам, а и за гледачите, дека пред да се подпише договорот со Сайрус Венс, представник на Соединените американски држави беше Сайрус Венс, а потоа асистент Метју Нимиц, имав една можност да дојдам до него во една неприлична, така речем, ненормална ситуација, бидејќи прв пат еден македонски новинар да воспостави линк со државен секретар на САД и токму одговорен за името, околу името, разликите околу името. И јас имав таа можност, благодарение на мојата комуникација со мојот ментор, навистина тој секој ќе живее, како е, никој не умира, духот живее. Тоа е мојот ментор Слободан Чашоле, кој ми даде зелено светло. Слободане, можеш терај ги работите, немој само да ја зезнеш работата. Тогаш никој не те спасува. И ја му велам, добар директор, јас ќе направам. Сакам со Сайрус Венс. Тоа е твоја работа. И јас дојдов во ситуација да се јавам во Женева, тогаш беа Стево Црвенковски и Каролус Папулјас, на едни преговори во Женева, таму има еден департмент на Обединените нации, и се во нашата мисија. Во нашата мисија беше господинот Петревски и господјата Билјана Тасевска, и јас се викам, молим те, можеш ли да го добијам, да ми помогнеш да дојдам до Стево Црвенковски. Цобе, премногу е зафатен, те молам, уморен, остави го, утре ќе даде прес ова информација за медиумите, а можеш од Каролус Папулјас, не знам дали да не сакаш од американскиот председател. Шеговито, ја викам, добро, нема проблем, фала. Само да ми ја мисијата. Интересно, јас сакам да гледачите да им доловам, ако ми дозволите, пластично од прва рака, оти во фокусот на нашата промоција. И јас му се јавив и добив мисијата на Грција во Женева и се представи, викам, пријател на Каролус Папулјас, ве молам, може да го чујам. Многу наивно, инфантилно настапив од таа пуста желба, а добив зелено светло од мојот генерален директор. Не за тоа, туку тоа ми е мене во крвта, да бидам трагаш по ексклузивни информации. И кога видам на дисплејот, тоа радиолокаторка му даѓа, гледа 389 Македонија. И од чисто културно, нека се извинувам господин Папулјас, уморен се замена во хотелот. И што да направам? Викам, ја ќе победам вечера. И јас, благодарение на господин Вања Тошевски, добив мобилен телефон на Сайрус Венс и ми кажа, Слободан, ако го злоупотребиш овој телефон, мафти работата. Доста бре со закани. Сите ми се заканувате. Бидејќи Метју Нимиц беше еден денеска мој драг пријател и му даде наред една задача, се што ќе побара Слободан Томич, новинарски, да му излезеш у предвид. И вика, ако ти треба, ти изгусне, ќе се обратиш. И јас му се јавив на сопругата на Сайрус Венс од доцните часови во Америка и таа се уплаши господјата што е право. И што да се случи, јас ја добивам и она вика,
така и така. Дали е жив и здрав? Викам, супер, ме молам, само каде е сместен? И ми кажа Интерконтинентал хотелот и завршена приказка. Упорно звонев. Скоро 4,5 сата, верувајте ми, ја го добив на 15 до 12 на полноќ. И човек, господинот Венс, беше толку позитивно настроен, имаше нека добра средба со двајцата представници Каролос Папулјас и Стево Црвенковски, имаше во бокс, мејлбокс, имаше преку 15-20 пораки. Прв новинар кој ќе му дадам интервју, тоа си ти, и јас го добив. Токму најави за таа интерим акорд и околу модификација, промена на името на поранешна Југословенска република. Еве, тоа си земам за право ексклузивно да ви го пренесам во оваа емисија. Не ми заверувате, Не ви заверувам, Во апсолутно. контекст на евоциите на тие настани, Да. вие сте го ловеле државниот секретар на Соединетите Американски држави во предвечерието на времената македонско-грчка согласност од 13 септември 1995 година. Македонците организира демонстрации и во Македонија и пред Обединетите нации. Тогаш и ВМРО-ДПМН и Демократската партија на Петар Гошев беа во еден фронт против временото обраќање на Македонија во системот на Обединетите нации. Имавме демонстрации низ Републиката, имавме демонстрации пред Обединетите нации. Резолуцијата на отпорот против промена на името и пристапувањето на Македонија во Обединетите нации под временото браќање на поранешна Југословенска република Македонија го завршивме со демонстрации пред Обединетите нации, прием кај генералниот секретар. И во контекст на тие настани, верувам дека атентатот врз Киро Глигоров беше за да се сврти вниманието на јавноста од ратификацијата на времената согласност во собранието на Република Македонија со цел првиот чекор во нејзиното имплементирање промена на државното знаме на Македонија. И 1995 година собранието го смени 16-граничното златно-жолто сонце со новото државно знаме. Да. Амбасадоре, со оглед дека диаспората е еден главен чинител на суштината на Македонија. Таа е изолирана во момент со години, свесно од политички субјекти, така наречени, кои не сакале Македонија да биде во вистинска смисла на зборот држава со сите нишани, кој ќе речам. Оти без диаспора државата е празна. Земите Хрватска. Не би била Хрватска ако не е имала таа диаспора. Земите го Израел. Ако ја немаше Израел таа диаспора, што го дефинира политичкиот амбиент во државата, како вие дефинирате како амбасадор токму ситуацијата на македонската диаспора? Дали македонската диаспора заслужува вистински третман, вистински респект и вистинско инкорпорирање во политички и економски живот? Би ги додал и Ирска и Полска во вашите земји, именувани, каде што диаспората има огромен интерес и дала пресуден поттик во нивниот економски развој. Вашата емисија се вика Гласот на народот. Па диаспората е дел од народот. Најголемиот дел од диаспората се уште чувствува дека се македонци, се уште се ги чува дома знамињата, се уште си ги играат ората. И лути се, ќе се согласите со промената на името? Се согласам, не само што се лути, него тие не се врзани со политички калкулации. Така. И се размислуваат слободно. Политичарите се врзани со политички калкулации и мораат да земаат предвид многу работи, некогаш може би не мораат, но оптоварени се со тоа. Така да, јас мислам дека низ мојата работа во Министерството за надворешни работи и оно што можев да го согледам како дипломат е дека односот кон диаспората никогаш не бил доволно конструктивен, веројатно од некакви калкулантски причини. Оваа партија на власт, онаа, па дале диаспората, кој преовладува како членство на партија или не знам на симпатија кон одредена, што мислам дека е целосно погрешно. Значи нашата диаспора не можеме да делиме на ВМРО, на СДС, на либерална, не постои. Диаспората е една. И мислам дека
доаѓа време кога диаспората ќе биде третирана соодветно, бидејќи диаспората не е само потенцијален економско тркало кое може да го заврти нашиот економски развој, туку е и ментален контрибутор на промената на ово општество, бидејќи имаме големи умови кои успеале надвор и кои имаат силна желба да помогнат на државата. Значи, ние не треба да измислуваме тука некои луѓе, некои настани, нешто да правиме со сила. Ние само треба да ги отвориме раците, да ги расшириме предратките, да ги прифатиме, да ги прегрнеме и да видиме кој што може да придонесе за нашата татковина. Јас само би додал тука, бидејќи го третираме македонското прашање, помирувањето и обединувањето на македонците во светот преку оваа платформа Светски македонски конгрес. Во свет како глобално село, диаспора не постои. Ние зборуваме за македонскиот свет како систем на културни вредности, на цивилизацијски придобивки. Зборуваме за македонците во светот, затоа што со развојот на технологиите, телекомуникациите, кој кому е диаспора? Ако доручкувам во Скопје, ручам во Париз, вечерам во Берлин, имам 3 државјанства, кој кому е диаспора? И затоа зборуваме за македонскиот свет како систем на културни цивилизацијски вредности. Не во строго етно смисла, туку како македонци пороти државјанство. Од сите делови на Македонија во светот и татковината. Знаете, вечерва не гледат во Соединените американски држави, не гледат сега во моментот. Ние зборуваме за американскиот свет, за арапскиот свет, за рускиот свет, за српскиот свет, за полскиот свет, како систем на културни вредности, не како експозиција за територијални аспирации, за големи држави. Да, била некојаш Македонија до Индија, меѓутоа ние не полагаме ексклузивно право врз таа култура и историја на империјата Македонија, иако по меѓународно право сме единствена држава под името Македонија. Меѓутоа, ние зборуваме за споделена култура и историја, независно од разликите во читањето на историјата, од аспект на актуелната геополитика, бидејќи ако ја врземе историјата според актуелните граници, никош нема да дојдеме до историската вистина. Секој тврди дека е тоа што мисли дека е. Затоа и контроверзноста или феноменот на македонското прашање после дисолуцијата на поранешна СФР ја поделиле културата и историјата, ја инкорпорирале, извршиле етничко чистење, геноцид врз македонскиот народ, домородните. И сега после дисолуцијата на поранешна СФР повторно реинкарнира македонското прашање. И затоа агресијата на сите тие околу нас, што ќе остане од нашата култура и историја, ако ова парче земја воспостави ексклузивно право. И затоа генетскиот инженеринг. Договорите со Грција и Бугарија да се смести целата култура и историја на Македонија према Атина, а до 1944 година кон Софија и Бугарија. Тоа веќе нема да се случи. Ја би замолил тука еден брек, една пауза, ако ми дозволите. Почитувани, задоволство ми е што сум со двајца доста познати во македонската и меѓународната јавност и задоволство што навистина ми се мои главни рецензенти во овој зборник за македонската вистина, но реков дека ова е исто така заслуга на мојот најсакан син. Без него овие книги би биле празни. Еве затоа овој брейк, ова пауза ја правам токму се на музичка номера посветена токму за мојот син Ѓорги.
Да, драги мои, тоа беше музичката номера посветена за мојот драг син. Амбасадоре, мораш ова да опрашам, потоа ќе продолжиме са и околу книгата и одбележувањето 25 години од Гласот на народот. Вие сте единствен од амбасадорите и од вработените во Министерството за надворешни работи, во кои, како што реков, амбасадорска тишина кога народот вреска. Врескаше народот токму за бугарскиот диктат, но вие собравте храброст пред собрание на Република Македонија да побарате оставка на тогашниот министер за надворешни работи Бујар Османи, кој, како што спомна премиерот, да лицитираше толку за Македонија во Европската унија, колку што лицитира за други работи, Македонија ќе беше веќе денеска во Европската унија. Како го доживувате од се тоа што вие имавте сепак храброст од останатите? Ова е моја забелешка, не сакам да ве поставам незгодна ситуација. Не е лесно, знаете, како дипломат, вие имате точно определен распон каде може да се движите. Си ги следите инструкциите, лојален сте на својата влада, на својот председател, на својата држава. Но кога работите ќе излезат од нормален колосек, кога се случува дека прв човек на дипломатијата почнува да распродава национални интереси, кога крие документи кои ги подпишува и кон кои се приклучуваме како францускиот предлог, а во јавност излегува со лага дека дипломатите, особено високите дипломати, стојат за тоа. Навистина, тогаш доаѓа до вонредна ситуација и вонредна состојба. И ние дипломатите меѓу себе реагиравме. Јас тогаш бев председател на Македонскиот дипломатски синдикат и се договоривме да отидеме на демонстрации. И како што растеше набојот, би рекол, така дојде и спонтано до идеја качување на бина и соопштување на народот што се случува. Ајде, не още вие да го лажете народот дека целата дипломатија стои зад францускиот предлог, а вие на, ајде да не кажем шверцерски, ама како него. Така е шверцерски. Начин, преку задњата врата низ гаражот, кај што влага министерот, за да не ги гледа вработените по скали, него од гаража директно влага во својот кабинет, го носи и го одобрува, го подпишува. Така да неизбежно беше тоа да се случи, тоа е, знаете, малце посилно од сите кодекси. Мислам дека денес, како го размислувам за тоа, дека апсолутно исправно постапив и мислам дека јавноста реагираше сосема онака како што очекував дека ќе реагира. И знаете, сами набрзо и министерот Бујар Османи стана минато. Да. Па токму тоа го работиме одработи во колуните, да Тодор ќе продолжиш и ти у секој случај, и би ве прашал после одговорот на Тодор, како ја дефинирате ова двотомна книга, Гласот на народ, бидејќи сте рецензенти, сакам да го слушам вашиот став. Јас само би се дополнил кон последната реченица на амбасадорот. Бујар Османи имаше конфликт на интереси. И поради тоа не смееше тој да го решава македонското прашање во односите со Бугарија. Може би затоа реакцијата на амбасадорската фела. Како што војникот е должен да одбие наредба од генерал, која е спротивна на устав и закон и на правото на живот, така и амбасадорите одреагирале на сите тие манипулации кои се спроведува во Министерството за надворешни работи од страна на министрот, меѓутоа не сам заради себе, туку затоа што социјалдемократскиот сојуз дал поддршка да ја тера таа агенда, за да они бидат со чисти раце, а вината да се префрли на некој друг. Меѓутоа за двотомното издание би продолжил е практично едно сведоштво за едно веќе трајно минато свршено време, со пореки кон иднината, затоа што никој не го паметат по тоа што имал при живот, туку по тоа што оставил по смртта. Нам луѓето пред се не фали љубовта, емпатијата и симпатијата, емпатијата како хуманост и солидарност, и симпатијата како чувство и сочувство кон некој и нешто.
тие што најмногу не сакаат, за жал, ги бараме кога повеќе ги нема, затоа што мислиме секогаш ни се во резерва, само забораваме дека времето никогаш не се враќа. Ова дотомно издание ќе остане во хрониката на темата Македонија, затоа што содржи бројни настани, интервјуа со многу домашни и странски државници на темата Македонија. 5 државни амерички секретари. Да, геостратегијата, иднината на Македонија, во сите интереси на мали и големи сили за свое влијание на овие простори. За мене, во таа смисла, членството на Македонија во Европската Унија не заради нас и од нас, туку заради интересите на тие што седат во Брисел е завршено прашање. Зошто? Затоа што членството во ЕУ и НАТО не е достојно за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Европа ја престројуваат во две брзини. Нам на Балканот ни бараат некое решение за да бидеме приврзок кон Европската Унија. Неизвестна еднината на таа организација. Ние не треба да забораваме дека по устав Македонија е суверена и самостојна држава, чиј суверенитет е неделив, неоттугив и непренослив, произлегува од граѓаните и ним им припаѓа, а тие власти ја остваруваат преку демократски избрани представници и по пат на референдум, како и секоја парламентарна демократија, и не смееме, власта тоа не смее да го заборави, двете одлуки од референдумот на 8 септември 1991 за суверена и самостојна држава Македонија и референдумот од 30 септември 2018 година против членство во ЕУ и НАТО и отфрлање на договорот помеѓу Македонија и Грција од 17 јуни 2018 година за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. И овие две книги ги содржат тие настани, битките што сме ги воделе низ Македонија по градовите, селата, со народот, со граѓаните, со луѓето, за да ги реализираме исконските барања на народот, на македонскиот народ во државата Македонија. Амбасадоре, значи како рецензент, јас магистрирав на дипломатија и токму од моите книги, од моите интервјуи ми беше темата, значи не сум одел по таа класика, нека ми простат некои од колегите, која се оди на клип на смисел од copy-paste. Токму интервјуата со врвните политичари за подсетување, овие две книги, поточно во интервјуата, тоа се 5 американски државни секретари, 2 генерални секретари на Обединетите нации, тоа е Бутрус Гари, Кофи Анан. Тука е и Ана Линд, министерката за внешни работи. Тука е Солана, тука е Робертсон, како што кажав, и тоа. Еве би сакал да слушам некои прашања од вас. Па, ми дозволите. Вака јас ова двотомно издание, бидејќи јас го гледам како едно издание, бидејќи излегува во исто време, так, и кој мислам дека перфектно го ја отсликува дихотомијата на вашата долгогодишна професионална активност во вид на колумни од една страна и во вид на интервју од друга, како што рековте, листата на соговорниците во вашиот животен век, мислам дека е нешто што не е постигнато во Македонија и достигнато. Затоа и неслучајно реков еден од бардовите на македонското новинарство, дека ве сметам. Мислам дека двете линии, двата пата ја осликуваат и вашата личност. Од една страна сте многу новинарски довитлив, тоа е моја импресија, и тоа го докажува, нели, примерот што го дадовте пред малку со успевање да дојдете до соговорник. Па јас уште се прераскажува вашиот дипломатски успех со Жак Делор, како тоа може би беше и уште по вратоломно од ова што го рековте, но вие сте скромен. Вие навистина многу креативни начини наоѓавте да дојдете до соговорниците, но не само да дојдете, туку и да ги задржите како пријатели долги низ години, што збори за вашата честност и отвореност, значи зборува и за вашата флексибилност
доколку осетите дека некој соговорник не сака да навлегува во некоја тема, вие не го навлекувате него често, ќе пуштите, но тоа што можете, и тука вашата професионална радозност, љубопитност е многу голема. И јас мислам новинар без љубопитност не може да биде добар новинар. А од друга страна, колумните се пак израз на вашето битие како зоон политикон, бидејќи вие сте високо политички, како да кажам, набиен со таква високо политичка енергија, и вие не сте станале политичар, но сте станале на вистина аналитичар на нашата стварност, а со тек на време во книгите и на нашето минато, која се перфектна жива хронологија, која мислам дека генерации понатака ќе може да ја проучуваат млади деца кои сега се можеби во градинка и во основна школа, кои ќе пишуваат докторати за државата Република Македонија, ни што се поминала и како го менувала името, мислам дека вашата книга ќе биде драгоцен извор. Вистински патоказ во секој случај. Тоа се интервјуа кои, да речам, Метју Нимиц преку 15-20 интервјуа, пардон, не можам така паучално. Роберт Одил. Роберт Одил, кој истиот Робен амбасадор, двајцата ми беа рекомендатори да бидам искрен. Јас љубам и јас сакам дипломатијата и ми испратија recommender letter, писмо со препорака на еден од конкурсите, и верувате ли не, двајца мои драги рецензенти, јас во книгата го имам, тоа има, го објавив, каде што велат човек кој најмногу даде за Македонија, жртвувајќи се самиот себе си. Ако ми дозволите, сакам на гледачите да долевам, Тодор, можеме тоа да кажам, како го спомнавте, го надмудрив, не го надмудрив, го замолив Жак Делор, не може да се надмудри политичар, бидејќи дипломатите се доста умни, почитувани. Од нив, доколку успеете, и еден збор дава 100 коментара, можете тоа да извлечете. Жак Делор беше председател на Европската комисија во 93-94 година, кога ние имавме ембарго со нашиот северен и јужен сосед од страна на господинот Џорџ Папандреу Подстариот, а со помладиот има преку 15 интервјуа. И никако немавме шанси да дојдеме во Грција. Тогаш бев Македонско радио. Денот кога требаше да се смени председателството на Европската комисија, и ситуацијата им беше дека ќе го интервјуирам председателот на Европската комисија. Тогашниот одговорен уредник на Македонското радио Зоран Иванов, јас мораше да го известам, бидејќи јас го почитувам правилото на однесување, тоа ПС се вика. Викам, Зоране, јас ќе имам интервју со Жак Делор, слободан. А ве кај леташ ти толку? И јас велам, ќе го имам. А одговор на уредничка, мислам, уредник на денот беше новинарката која после ова убава работа ми стави подпис на Катили Ферманот, отказ од Македонска телевизија 2003 и 2004. Тоа е Горица Попова. Нема што да криеме рукавици. И јас успеав да обезбедам, почитувани мојата драга пријателка, ја поздравам, Анкица Ангелова, тоа е синоптичар, ја слушате, ја гледате секој вечер на телевизија Вистел, еднако родена во Париз, сопруга на мојот драг пријател, починат, Драган Ангеловски, и велам, Анкица, дојди со мене, одиме во една акција. И вика, нема проблем. Ја ослободив од одговорности, тоа беше преведуваш на Франс Прес, и отидовме во боксот на Радио Скопје. Верувате ли не? Од 8:30-9 акцијата траеше, во 15:20, најтакси ќе го свртам, најбрзо ќе го свртам филмот, успеавме да дојдеме до Жак Делор. Значи ги надмудривме и Франс Прес Белград, и Франс Прес Атина, и дојдовме до телефонскиот број на хотелот од вилата Ксенија Војанина. И реков, Анкице, кажи дека го бара пријателката од Луксембург. Ви се молам, која храброст, но новинарот мора да дојде до вистината. И во конечниот момент, на вистина се коинцидираше господин Делор имал пријателка од Луксембург, тоа после ми кажа неговиот асистент, пошто јас извинив, и дојде ситуацијата да во 15:20, а пловневниот почнуваше 15:30, и јас успеав да го интервјуирам Жак Делор и да ми даде оценка за нашето ембарго. Еве,
Тоа сакам изворно почитувани во рамките на ова наше 25 годишно прославување на гласот на народот, да кажеме што е тоа што се случува. Амбасадоре, дали нам ни треба такви форуми на двајцата, имајќи факт дека форумот гласот на народот беше и е расадник на голем број и политички субјекти, и активисти, и се тоа. Како да не, прво ниво е самото тоа што е форум за размена на мислења. Мислам, тоа е нешто што целиот политички свет и сите држави стремат кон тоа и се формираат организации како ОПСЕ, како Совет на Европа, че вие успевате тука во рамките на нашата држава да отворите медиум за луѓе кои може да ја кажат вистината, односно гласот на народот, како што е и насловот на емисијата. Важно е и за промоција секако. Јас имам видено повеќе, еве сега да речеме, например, политички коментатори, кои на некој начин почнувале кај вас и кај некои други телевизии, ден денеска се редовни гости на телевизииве. Некои, нели, си препорачуваме вака меѓу себе за И амбасадори, да бидам искрен, јас се радувам што голем број амбасадори, еве ги се радувам, кој ќе ги видам на телевизија, и драго ми е што беше катапулт и е гласот на народот. Тодор ќе ја финишира моето одговор. Имајќи факт дека нема простор каде да ги пренесат своите квалитети. И навистина среќен сум што ги гледам тие амбасадори кои еве се појавуваат на телевизија, но амбасадори... Можем ли да додадам нешто тука во контекст на ова? Мојот драг пријател, професор Бранислав Саркањац, кој ми е школски другар, и после долги години раздвоеност, почнуваме да се дружиме пак, бидејќи јас бев по странство и така. И во една прилика разговараме, што си направил ти во странство? Нема повесници. Јас му кажувам, ова, она. И така, тој вика, како бе, вика, па никој не знае што работите. Па викам, никој. Па како така? Него не му беше тоа јасно. Па не, викам, битно е да се направи за државата. Знаете, секој од нас има многу приказни. И ако не се овие форуми, каде што по некој дел ќе се осветли, нема да има вакви книги, нема да има историја. И токму затоа ваквите емисии се добро дојдени, да помали ние сега не можеме да седне, секој од нас може да збори 3 емисии и да раскажува. Меѓутоа, делчиња од кариерите кога ги кажуваме, тие прават еден мозаик. Кој е многу важен. Дали може и време да се ресетира, да се даде, Тодор, вие ќе финиширате, значи, дали треба да се даде акцент на дипломатскиот корпус, бидејќи имаме доста силни амбасадори. Секоја чест еве неслучајно ве поканив, не само како мој рецензент, како човек кој навистина направи еден пресврт во дипломатските случувања и во таа какофонија, да речам, жабокречина што ја правеше, ја организира Бујер Османи и која донесе државата до овакво делење. Тоа е, вашето прашање е дел од поширок контекст и корпус на прашања и тоа е унапредување на нашата дипломатија, каде што дипломатите треба да добијат поодврзани раце во смисла на настапи пред јавни медиуми во странство. Ние тука сме танки. А и зашто се затвара тоа? Затоа што постојат некои правила во нашата дипломатија дека вие не смеете да дадете изјава во странство, посебно во странство, доколку не добиете согласност од министер. Сега да ви кажам... Или од премиерот. Или од премиерот. Како вие ќе дадете изјава кога излегувате од некој состанок и ви доаѓаат 5 микрофони, што велите ви од Франс Прес, од Етно, од Тајм. И вие што ќе речете? Морам да добијам согласност од премиерот. На тој начин нашата дипломатија е прилично пасивизирана. Дискредитирана. Се знае дека треба во хиерархијата да биде, но ние сме сериозни луѓе и ние се ги знаеме политиките на државата, се ги знаеме политиките на секој од нашите председатели, премиери, министри, така да се очекува од еден амбасадор да знае што зборува, значи не да збори нешто своја рака, но да збори компетентно и да зборува. Вие ќе приметите странските амбасадори тука различно се однесуваат. Ја шпанскиот амбасадор го гледам, он е многу активен, како пример само го нови. Да не збориме за поголемите држави уште, како што се Соединетите Американски држави и така. Меѓутоа, активни се не зборам на планот на влијание во државата, сега тоа не го коментирам, него на планот на афирмирање на својата држава. Тие се активни на социјални мрежи, активни во интервјуа. Нашите дипломати се пасивизирани. Она што треба да се смени во дипломатијата е да станат проактивни. Да, ја верувам на господин Луцински како млад
надежи. Јас сум апсолутно сигурен и верувам дека во него го дека има ќе согледано направи. тоа и Да. дека ќе охрабри дипломатите, Апсолутно. па дури и да даде некој виде задолжение. Браво. Како дел од дипломатска должност да настапуваат во медиумите каде што ја представува држава. Господин Петров, јас ќе земам само 2 минути. Прво благодарам многу на Владика Петер, на вистина со телевизија Вистина направивме една револуција на менталниот чип. Ова не се куртуазни фрази, ова е вистина. Значи не гледате во Америка, цела Европа, не гледате во Турција и Македонија. Тодор Петров, јас заедно со вас, јас како председател на форумот Гласот на народ, вие на Светскиот македонски конгрес, први бевме кои пативме писмо до председателот Стево Пендаровски да ги ослободи македонските бранители, како да ги наречам, кои беа обвинети, осудени Од по 27 април 2017 година. Еве, нека биде финиш, јас ќе дадам завршен збор од вас. Како го доживувате се тоа? Еве, повторно Гласот на народот и со Светскиот конгрес не беше пацифизиран, туку направи нешто што никој не го направи. Знаете, таму каде што има политичко убиство, не очекувате правна разврска, затоа што извршителите не шетаат по улици, туку седат во власта. Токму из настаните во собранието 27 април 2017 година, Така? некои ти луѓе ги жртвуваше свесно и до ден денес чмаат по затворите во Македонија, иако власта требаше со закон да ги ослободи и да им ја избрише во нивното досие казната за сторено дело, кое видовме дека во светот е отфрлена. Така. Се надевам дека треба да бидат ослободени. Да. Се жртви на политиката, на интересите на некој во власта, кој и да е. Дипломатијата е дискретна професија, за разлика од новинарството. Амбасадорите се најпобарвани кога молчат. Тие што многу зборат не ги прифаќа никој за соговорници. Новинарите како вас имаат обврска многу да зборуваат за да ја излечат вистината или тоа што се крие во позадина. И затоа храброста ваша во целиот стаж до денес, верувам и од денес па натаму, за вистината да стигне до јавноста и да се чуе гласот на народот. Благодарам многу. Ваша екселенцо, многу ви благодарам. Направите голема чест и благодарам за рецензијата. Почитувани, благодарам до Валентина Божиновска, Бојан Бошковски. Благодарам на мојата керка Кристина Томич, продуцент главен и автор на и темите, и креативност, и креациите на оваа емисија. Благодарам на Огнен Димовски, на Владимир и на сите што дадовте несебична придонес на вечерашното издание. Верувате, не знам, немам зборови како да ви опишам како се чувствувам. Ово вечер не ја затвараме емисијата, ја отвараме како сведоштво. 25 години одиме по истиот пат, без ограда, без маска, со збор што чини и со совест што гори. Знам дека денес е полесно да молчиш отколку да зборуваш. Полесно е да бидеш дел од стадото отколку да бидеш глас во пустината. Но ние, вие што сте со нас, избравме секојаш да зборуваме. Затоа, ова не е само почитувани гласот на народот. Ова е народот што има глас. Како што реков првиот и вториот том, има своји размислувања. И за оние што зборувале, и за оние што размислувале. Еден завет, како што речам повторно, им благодарам на мојот драг син Ѓорги, на моите внуци за Македонија. И ако не запиша во историјата, ние самите ќе напишеме. Благодарам што бевте тука со нас во овие 60 минути. Ви посакам добро здравје и уште еднаш благодарам и на собственикот на оваа телевизија, што еве по која случајност тука почнав на ова место во телевизија Амазон, а 25 години ја прославам во вистинската телевизија, Виста телевизија. Нека е за многу години утрешниот празник Свети Кирил и Методи, а мене беше задоволство што бев со овие двајца прекрасни луѓе кои навистина им должам многу, а и вие и цела Македонија. Пријатна вечер.